Невакцинираните деца ќе примаат МРП во училиштата. Мобилни тимови од утре стартуваат со теранска вакцинација. Во меѓувреме, во вакциналните пунктови низ земјава нема вакцини. Министерот за образование Адеми се надева дека со теренската вакцинација сите деца ќе бидат имунизирани, за да не дојде до проблеми во однос на мерките што ги најавија здравствените власти. Невакцинираните деца да не смеат да одат на училиште. Треба да делуваме било како индивидуи, било како институции во согласно со овие темелни вредности на Уставот. И образованието, и правото на образование, но и за заштита на јавното здравје. Така што очекувам дека ова теренска вакцинација ќе успее, ќе роди со плод и ова ситуација ќе се надмине. Образованието е задолжително, но и обврската за приказ на вакцинален картон при упис во училиште исто така е правно уредена, појаснува Адеми. Уставот е јасен. Основното образование е задолжително. Бидејќи во законот имаме одредба кај што треба да при уписот во основните училишта треба да се приложи аргументи дека вакцините се примени. Според здравствените власти пак и покрај правните контрадикторности во однос на задолжителното образование, никој нема право да го загрозува јавното здравје, ниту пак со својата волја да го загрозува правото на детето да биде здраво. Но ниту надлежните од здравство, ниту пак оние од образование не го споменаа правото на избор кое е основно човеково право, што пак се прекршува со условите што ги наметнуваат властите. Напротив, за министерот Адеми, кампањата за вакцинација не е доволно агресивна. Мислам дека воопшто не е агресивна кампањата, дали треба да биде агресивна, треба да биде. Здравствените власти со месеци се двоумеа дали е неопходно да се прогласи епидемија на морбили на ниво на држава. Ваквата одлука падна 5 месеци од првиот регистриран случај на мали сипаници во градинка во Радишани, 3 починати деца и околу 1000 заразени.